Тригодишниот проект редовно на часови и акција за вклучување на ромите во основното образование, финансиран од Европската Унија, започна во октомври 2019 година. Проектот, чиј носител беше Фондацијата Отворено општество Македонија, се спроведуваше заедно со Сдруженијето Центар за образовна поддршка Ден до вас и со Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор, а во партнерство со Министерството за образование и наука. Со намалувањето на финансискиот товар, поврзан со школувањето на децата од најранливите ромски семејства, проектот имаше за цел да го зголеми опфатот на учениците роми во основното образование, да придонесе за редовно следење на наставата и за успешен премин во следните оделенија. Преку поддршка на училиштата, проектот имаше за цел да им помогне во креирањето инклузивна и стимулативна средина за учење. Во учебната 2019-2020 година беа доделени стипендии на 282 ученика во прво оделение. Во учебната 2020-2021 доделивме вкупно 638 стипендии, од кои 320 стипендии на првачиња и 318 стипендии на ученици запишани во второ оделение. А во учебната 2021-2022 година 316 вторачиња и 279 ученици од трето оделение беа корисници на стипендија. За овие ученици на почетокот на учебната 2022-2023 година проектот додели ранчиња и училишен прибор. Стипендијата се однесуваше на периодот една учебна година и беше наменета за покривање на трошоците за школување на децата. Висината на стипендијата изнесуваше 400 евра годишно. Задржувањето на стипендијата во тековната учебна година, како и обновувањето на стипендијата за следните учебни години, зависеше од редовноста на ученикот на наставата и од успешниот премин во следното оделение. Корисници на стипендија беа ученици чии родители се приматери на социјална помош поврзана со приходите на семејствата. Проектот овозможи стипендија и за 33 деца роми на возраст од 9 до 16 години, кои беа за првпат запишани во прво оделение. Исто така, проектот придонесе за 16 ученици повторно да се запишат, односно да се вратат и задржат во училишните клупи. Во рамките на проектот беа ангажирани 60 асистенти за поддршка на ромската заедница. Нивна задача беше да ја зајакнат соработката меѓу ромските семејства и училиштата, да им помогнат на родителите да ги обезбедат сите потребни документи за запишување во училиште, да ги мотивираат децата да одат на училиште и да ги исполнуваат училишните обврски и да идентификуваат одредени проблеми, како на пример нередовност на настава, и за тоа да ги алармираат родителите. Проектот организираше онлайн обуки и координативни состаноци за асистентите, за нивно поефикасно делување во заедницата, реализирање на контактите со наставниците и посетите на ромските семејства, како и меѓусебна размена на стекнатите искуства и предизвиците со кои се соочуваат учениците и нивните семејства. Во соработка со локалните власти и училиштата, проектот организираше 20 тркалезни маси во 17 општини на кои учествуваа родители роми, како и представници од општините, основните училишта и невладините организации активни во оваа област, образовните и здравствените медијатори. Овие јавни настани имаа за цел да ги мотивираат родителите да ги запишат децата во училиште и да ги потикнат редовно да ги посетуваат часовите и во услови на пандемија, како и да ја зголемат соработката помеѓу училиштата, локалните власти и родителите. Во рамките на проектот беа доделени грантови на 47 основни училишта за спроведување мали проекти, кои преку игра и заедничко учество во наставни училишни активности ја потикнаа интеракцијата и размената на знаења помеѓу учениците. Во текот на учебната 2020-2021 година, 19 училишта започнаа со спроведување на активностите и уште 28 училишта добија поддршка за своите иницијативи да ги спроведуваат во учебната 2021-2022 година. Грантовите во висина од 2500 евра вклучуваа набавка на дидактички материјали, училишен прибор, спортски реквизити, училишен мебел, библиотечен материјал, опрема, материјали за уредување на училишните дворови, како и мали адаптациони работи за уредување на креативни и пријатни училишни катчиња,
за учење и дружење на децата, родителите и наставниците. Овие грантови овозможија поддршка на основните училишта за развивање активности кои промовираат еднакви можности за сите ученици, со акцент на пониските оделенија, воспоставување позитивна клима во училиштето и трансформација на училницата или училишниот простор во инклузивна и стимулативна средина за учење, каде секое дете ќе се чувствува прифатено, мотивирано и ќе има можност да ги развие своите потенцијали. За овие училишта беа организирани 4-дневни обуки за социјална правда и препознавање и исправување со дискриминација, на кои учествуваа вкупно 153 наставници и представници од стручните служби од 47 основни училишта од различни општини, каде учат ученици роми кои беа стипендисти на проектот. Почетокот на учебната 2020-2021 година беше одбележан со медиумска кампања "Буква по буква испишија својата иднина", чија што цел беше едукација, мотивација и промоција на придобивките од образованието за иднината на децата и за квалитетот на живеењето. Двете видеа, кои беа емитувани на 6 национални и на 6 локални телевизии, споделувани на социјалните медиуми и на веб порталите, како и брендираниот автобус со број 19 кој се обраќа низ Скопје, испратија силна порака до јавноста дека сите деца имаат право на квалитетно образование и дека сите ние имаме обврска да придонесеме кон исполнување на тоа право. Сите информации за активностите и резултатите од проектот се објавуваат на Facebook страната редовно на часови.